Добре дојде за господинот Стојан Андов, прв председател на Собранието на Македонија во независна Македонија. Господине Андов, како го толкувате подпишувањето на извештајот? Дали сметате дека меѓународната заедница извршила притисок или пак дошол до некој пресврт во владеачката ВМРО? Со оглед на тоа што одбиваа да го подпишат. Главно е да е подпишан извештајот. Сега консенсуално се утврдиле фактите за тоа што се случи на 24 декември. Тоа е исклучително важна работа. Европската унија пред се ја интересира само тоа, а кој како се убедил да подпише тоа воопшто не е важно. Меѓутоа, има работи кои остануваат важни. Изгубивме 8 месеци, а се беше јасно веќе на 24 декември 2012 година. 8 месеци да изгубиме во ова време околу таков проблем, тоа значи дека нам навистина не ни функционират институциите. И дека само и надворешен притисок мора да дојде за нешто конструктивно и добро во Македонија да се одлучи и да се случи. Како со рамковниот договор, всушност, што е... Ова е многу интересно. Ова сега е многу интересно. Кон што води ова? Ако меѓународната заедница стои зад рамковниот, стои зад извештајот, ќе стои ли зад името? Па колку што знам, да се забрза процесот и да дојде до решение на тоа, мислам. За решението на спорот, тоа е дефинирано, тоа се во Обединетите нации. Не, дојде до решение, предолго е во Обединетите нации. Велите интересно е ова и ќе води кон нешто, на што мислите? Треба да се искористи ова сега што се случи, да се дадат јасни сигнали од наша страна дека ние имаме намера да го решаваме тоа прашање, затоа што нашите пријатели се збунети со нашите однесувања овде и во односите кон Грција и така натаму и така пропагандата која се води овде и така. И затоа е потребно да се направат некои гестови со кои ќе зајакне довербата кај главните актери, членовите, постојаните членови на Советот за безбедност. Само тие можат да ни помогнат, пред се Соединетите американски држави, да го ова прашање поскоро решиме, ако можеме да го затвориме пред крајот на оваа година или до крајот на оваа година, за да не имаме последици од председавањето на Грција, ако бидеме во лоши односи. Можно е. Да, од нивното председавање не треба да тогаш очекуваме. Ако до тога ние ги средиме односите, Грција веќе ќе дојде како председавач на Европската унија во услови кога сме ги решили главните меѓусебни прашања и може би сме започнале преговори некакви. И ќе ни помогне да. И во почетокот на преговорите и во напредокот воопшто во евроинтеграциите. Лично сте оптимист. Да. Господинот Илија Димовски денеска на подпишувањето кажа дека, цитирам, за нас е то хартија палома, овој извештај. Додека СДСМ се прилично задоволни, тоа го кажа. Многу луѓе ќе бидат, да кажам, пишман за такви изјави. Тие се незрели работи. Многу е лош впечатокот, да речеме, во светот, ако нешто подпишуваш, а после велиш дека тоа ништо не важи. Зошто воопшто содружи имат работа и да подпишуваат нешто? Прашањето е зошто воопшто го подпиша господин Андов? Зошто воопшто со такви, да речем, партнери да имат работа? Зошто? Имате ли објаснение зошто е подпишано ако ова е парче хартија палома? Значи не се признава ова извештај. Треба ним тие прашања да им ги... Не, они имат една теорија дека тие подпишуваат, ама не се согласуваат. Тоа е една работа невидена во светот, така не оди таа работа. Тоа што си го подпишал и не може не важи. Така не те прима никој. Никој нема да сака со нас, ако таква пракса ние имаме,
да разговара. Кој ќе седне да разговара и преговара со тебе да се реши некој спор, кога знаел ти ако потпишиш ништо не значи тоа. Ќе си тераш пак по свој. Така да, тоа се наивни искажувања на луѓе кои немат искуство и не знаат кои се вистинските последици од такви изјави. Кои се вистинските последици? Па јакне на недоверба према сега во овој конкретниот случај и према лицето кој тоа го кажало и према партијата на која припаѓа. Може? Јакне на недоверба пред се кај нашите пријатели без кои не може да се реши состојбата во Македонија и нема развој и нема напредок да обезбедиме ако ги изгубиме пријателите. Доколку ако се тие реши, не подржат. да, а доколку се реши името, можно ли е истата оваа квалификација да биде дадена од страна на ВМРО, дека тој потпис ништо не важи? Па, Исто тоа да се оградат дека воопшто се согласиле на некаква промена на име, односно на решение. во неколку наврати досега така излегло. Нешто ќе потпишат, па после веќе не биле така, не било така, не било ова. Подпишан е и рамковниот договор од нив, они викат не го славиме, ќе се држиме до него, ово, она. Не е тоа, треба се прифати. Суштински тоа што е подпишано, треба суштински да е прифатено. Да. Ако не е прифатено, се работи против тоа што е подпишано. А тоа веќе се незрели политичари. Политиката и односите со светот и внатре значи преземање конкретни обврски и држење према конкретните обврски. Ако не вреди со тебе да се разговара, бидејќи веќе утре тоа што ти го кажале не вражи, Тогаш се менува партнерот. Нема се менува партнерот, тој не е потребен таков партнер. Тоа се работите. Кој е незрел политичар? На кого мислите? Целите на Не знам кој, јас не сум го слушал тој што рекол дека Илија е Палома. Молам? Илија Димовски стана. Се едно, кој и да е. Добро. Кој и да е, тоа незрела изјава. Не значи ли тоа дека сушност е и став на премиерот Груевски? Секако не би бил самостојно тоа така не би го кажал. Па веројатно така не би го кажал. Повеќе искуство има, ама мислам он слично е убеден дека е можно. Добро. Неговиот настап синоќа, дека ние ќе подпишеме, ама не се слагаме. Ние установуваме дека државен удар бил од другата страна. Да. Така, уште на тоа инсистира. Тоа се работи невозможни и така, неразбирливи. Ве молам за коментар. Господинот Груевски кажа, ако победи ВМРО, тогаш значи одиме на избори. Тоа беше неговиот ултиматум предлог. Ако победи ВМРО, ВМРО ќе го пишува извештајот, односно народот го напишал, му дал мандат да донесе извештај онаков каков што сушност смета дека е валиден, или пак СДСМ доколку победи. Така ли се пишуваат извештаи во демократија и воопшто така ли функционира демократија во една земја? Народот кога дава мандат за владење на одредена политичка партија, значи ли тоа дека таа пишува извештаи, ја пишува историјата онака како што ја одговара? Го цитирам господинот Ѓорѓи Спасов, има одлична колумна. Синоќа, значи колку, 24 часа после, тие тврдења за избори и како што ќе се реши со изборите, ги напушти Груевски и тој воопште не се замараше околу тоа што ќе се реши со избори. Само од пропагандни причини кажа дека СДС бараше предвремени избори, сега неќе и така натаму, што нема врска со ово прашање и со овој проблем. Така да тој убаво, мислам, го избегна, затоа што тоа беше многу лоша изјава. Народот да утврди што е правда. Народот утврдува со линчување. Така утврдува народот. Народот, затоа постојат државни институции кои имат механизми на провера, на утврдување и така натаму. Нигде народот не утврдува правда, дали е ова или она била вистина некоја. Го нема тоа нигде. И некој му обрнал внимание, па гледам, го избегна сега тоа. Се тргна од тоа. Зошто господинот Груевски се откажа од избори? Па, тоа он само знае. Може би
Мислам, ситуацијата е таква да сега да правиме избори вистинска лудост. Зошто му падна на памет, јас не знам. Како се измами да каже на до крајот на годината треба да се искористи времето да се ја подобриме меѓународната позиција, статусната позиција како држава. Да. Тоа е основно. Да. Таа обсесија со треба да знае и Груевскиот и че влезе во историјата дека ни еден мандат не завршил. До сега сите ги прекинува. Ово мој трет мандат сакаше да го прекине. Првиот го прекина, вториот го прекина и сега ќе го прекине мандат. Не го заврши. Треба да го заврши. Оно што ги прекинува мандатите не е за верба човек. Добро. Тоа е опасно за него. Да. Околу отстранувањето на новинарите. И токму ве прашувам заради тоа што сте прв председател на Собранието на Независна Македонија, заради тоа што имате огромно политичко искуство, околу отстранувањето на новинарите од Собранието на 24 декември. Премиерот вели за нивното присуство никаде нема пишано правило кога можат, а кога не можат да престојуваат и го става во контекст дека станувало збор за законска обврска, односно поширока безбедносна стратегија во кризни ситуации. Со интерните акти на Собранието е утврдено каде се тоа пратениците за време на седниците, се е тоа уредено. Тоа што он не го знае. Новинарите. За новинарите утврдено е тоа, некој го излагал, па не проверил он, па вели дека не е со никој акт. Не е точно. Со акт е тоа уредено каде се. Така да... Но исто така додава дека било дел од поширока безбедносна стратегија во кризни состојби. Не знам чија е таа стратегија, таа мора да е тајна стратегија. Не може да има стратегија за безбедноста која се однесува на салата за пленарни седници на собрање. Таму се во галеријата неприкосновени новинарите и никакви безбедносни задачи или стратегии не се можни да им биде скратено правото, а долу на седницата, на пленарната седница, неприкосновени се пратениците и никој не може да ги истера насило од таму и тој што го истера, тоа го прави со насила против уставот. Го крши уставот. И тоа е добро сега што напиша. Да. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин. Молам.